Забрана за настапи на пејачи, забрана за пуштање музика со јачина поголема од 55 децибели и по најмногу 4 гости на маса се новите мерки кои од викендот стапија на сила. Музичарите сметаат дека овие рестриктивни мерки нема да го намалат бројот на заболени. Ние како музичари сме повикани од дали е собственик на локал или на ресторан да направиме, како да кажем, настан, забава. Така да има многу луѓе кои директно не обвинуваат нас за за непочитување на мерки или за недржање дистанца, кое, ако размислите малку, нема никаква допирна точка со нас. Ние сме повикани да отсвириме и да отпееме, а не да одржиме ред на дистанца или дали некој носел маски или не. Сметам дека и институциите треба малку да подразмислат за тоа како да и ние артистите или не знам, или сите што сме инволвирани во ова естрадно-музичка дејност, па и пошироко и театар и сите видови на уметност да бидат подпомогнати некако од институциите кои се надлежни за тоа. Музичарите велат дека музичкиот сектор е доста погоден од оваа криза и треба да се слушне и нивниот глас. Но сепак е потребно да се чуе гласот и потребата на како да кажем, на овој сектор кој е доста погоден од оваа криза. И ние сме луѓе кои екзистираме исклучиво и од музичко-сценска дејност. Угостители, но и музичари и бендови кои поради рестрикциите се оневозможени да настапуваат во угостителски објекти, утре ќе протестираат пред владата. А дел од нив најавуваат и затворање на 2 недели на угостителските објекти.